Green light ласерот, тоа е една алтернативна метода, хируршка техника, значи која што се употребува за оперативен третман на бенигната простатична хиперплазија. Нормално дека сека оперативна техника се изведува во зависност од големината на самата простата. На тој начин и се одбираат техниките на операција на простатата. Грин ласерот е една метода која што на некој начин е припаѓа на ендоскопските методи, значи каде што не се прави оперативен рез на пациентот. И истата е карактеристична дека може да се употребува кај пациенти со една големина на простата која што е можеби некаде 60, 70, 80 грама во волумен. Така што, како секоја метода, е една од поновите методи, значи која што се употребува за оперативен третман на простатата, таа има своји предности над останатите, заради тоа што се увидело дека со претходните методи имаат некои недостатоци. Технологијата понатаму напредувала и направила, значи, такви оптички ласерски влакна, кои што покрај тоа што се употребуваат, значи, во други намени, во други цели, една од нив е употребата во медицината, значи за овој оперативен третман на простата. Инаку самата метода има предности пред се затоа што крвозагубата за време на операцијата, интервенцијата е помала, затоа што коагулирањето на крвните садови, например, со грин ласерот е побрзо, подобро, поефективно се коагулираат истите, значи намалена крвозагубата. Понатаму интервенцијата трае некаде до 1 час. Нормално коморбидитетите кои што се поврзани постоперативно се помали во однос на други оперативни техники кои што се употребуваат. Лежењето во болница исто така е скратено, значи има и one day patient, значи кои што пациенти остануваат само еден ден во болница или евентуално една ноќ преспиваат. Понатаму носењето на уринарниот катетер исто така е скратено, значи некои пациенти не носат. Вкупно, да кажеме, некој просек е земен дека кај околу 30% од пациентите кои што се оперираат со оваа метода, значи бараат носење на уринарен катетер ден, 2 до 3 дена. Исто така, употребата на зелениот ласер, компликациите кои што настанувале како ретенција на урина постоперативно се намалени, значи кај оваа техника. Исто така, враќањето на секојдневните активности, значи нормални активности се после 2 до 3 дена, а некаде после 2 до 4 недели, значи во нормална и физичка активност и така натаму, значи некакви други физички активности кои што ги правел пациентот. Исто така, проблеми кои што се поврзани постоперативно со појавата на импотенција, значи на еректилната дисфункција, исто така се намалени кај употребата на зелениот ласер. И исто така проблемите со, да кажеме на некој начин, со ретроградната ејакулација која што се јавува кај другиве методи, исто така кај овие пациенти е намален процентот на ретроградна ејакулација. Грин ласерот, значи, го поседува нашата болница, значи, од пред извесен временски период, така што во припрема се и првите пациенти кои што би требале да се подвргнат на овој оперативен третман. Така што ја мислам дека како метода ќе заживее во нашата болница и нормално пациентите се тие кои што ќе кажат, значи, постоперативно каков е ефектот, какви се бенефитите од самата операција. Така што ја мислам дека ќе се вклопиме во сите оние светски рамки кои што статистички, значи, кои што се поврзани со оваа метода.